УЧК! УЧК! Zemljo Makedonijo, odezdes porobena, dojde vreme, dojde čas, da se raduvaš na glas. Prc? A? Kako je? Kako je od Savajlevo, a? Gledam tamo na ваши фанови уште ги замајавате. Ова било само изгубена една борба, војната не е изгубена. Сме биле ние у еуфорија. Они пак е направиле влада. Да, у еуфорија сме. Али вие сте у таква еуфорија да више не гледате ништо пред очи, никаков факт не можете вистината и фактите од вашите само залажувања да ги издвоите. Вие сте у сексуална еуфорија, насадени на тоа краставицата и превртуете само со очите кои ние порнозвездина што не знаат кај се вака. У таква еуфорија сте вие. И гледам вашите фанови постираат нешто зборат од типот изгубивме зашто ете нашите од врвот не оставија не ни излегоа во пресред на многу луѓе што трчаа, што гинеа за СДС, што им ветуваа, ништо не исполнија, затоа го добивме ова што го добивме, затоа изгубивме. Не е за тоа, бе. Не е за тоа. Тоа е ситна борање успоредба за вистинските причини зашто го јадевте калапот, тоест краставицата, тоест таратурата. Ве уби ароганцијата на тие што пак вчера ги гласавте овој вашиот кандидат со не знам 150, 160, 170 илјади колку има. И за тоа треба да се засрамите. После се што направија вашиот. Срам треба да ви биде. Не се прашувајте зашто изгубивте, не е заради тоа што не вработиле од вас, не знам, 50, 500, 5000 души. Изгубивте заради предавствата што ги направија тие што ги гласавте, тоест вчера, и тие за кои што стоите. Предавствата и срамот што му го нанесува на својот народ. И ароганцијата. Кој е на времето што ми кажа ваш, поранешен, овој висок, па беше и у владата на Заев едно време битен фраер. За Преспа, кога беше ова. Му викам грешка правите народот ке на курчите. Знаете како му беше реакцијата? Демек народ. Така владеевте. Мислевте американците, албанците нон-стоп ќе ве трпаат од позади и ќе ве оставаат да седите на фотелја. Така? Тоа го мислевте. Заборавивте дека се си има своја цена. Да не спомнувам судбини на поединци. Се има своја цена. А ова е помалата цена што ќе ја платите, што ќе изгубите катастрофално на избориве. И на председателските, и на парламентарните. Ова ви го зборам година, 2 години уназад. Дури кога луѓе ми збореа, не бегај, неспособни ВМРО, кај ќе победи, Мицко нема никад да победи, на. Тогаш знае дека ќе се случи ова. Вашата омилена реплика у првите години беше ај да го вратиме ВМРО. Како го вративте ВМРО на власт. Само имате среќа што ја не сум тамо внатре. Имате голема среќа. Затоа што не знам колку ВМРО кој ќе победи, ќе сака да тргне на вас.
за се ова што направивте, за сите понижувања, за сите оние бугарски политичари што доаѓаат дека во нашиот сопствен дом и од тука ни порачуваат дека не постојат македонци, дека не постои македонски јазик и дека не постои македонска историја. Предавници, знаете како беше тоа да се гледа на телевизија, на кога ги емитуваат тие изјави нивни? Знаете колку беше тоа болно да се гледа за македонците? У сопствениот дом не навредуваа. А вие чутевте. Начело со оној албански етнофашист што цело време работеше за Косово и работи за Косово. А не кажавте на тие навреди. Јадевте бурек на сегде, не употребој употребој северна. Еднаш на нотар ми се деси тоа, нотарката со тој еден ајде да не го кажам кој е. Не е македонец, само од СДС. И нотаркава, Македонија, тука не сте, ве молам, немојте северна. Ние сме северна. Па видите што му се деси кога му станав таму од позади, као што седев. Северна. Мислевте народот ќе ви преќути, дека ви се плаши. Требевте да бидете свесни дека ќе ве казни жестоко. Еуфорични сме биле, немек еуфорични. Па вие малце да бевте симнати на земја овие години, последниве, вие ќе можевте да го почувствувате пулсот на народот каков е надвор. Ќе можете да ја почувствувате таа омраза што има кон вас. Таа спремност што побрзо да се откачи од вас, тоест да ве откачи, да ве исчисти, што се вика во жаргонот на ММА. Да бевте со луѓето, надвор, ќе го видевте, ќе го чуевте, не требаше паметни да бидете многу. Ја го слушав тоа, го гледав, затоа ви кажав уште на време пред години, пазете што правите. Ја ебавте утката на летање. Не, вашата ароганција е епска. Епска, какви бевте, такви си останавте, такви ќе бидете за век и веков. А дојдете на власт, се осеќате недопирливи. Не може нам нико ништа. Народот шо? Ако тој шо ми направи тој... Народот. Ете ви го народот. Ви се случи народ. И сега можете да пцуете по мене, по не знам кој, да не нарекувате вака, онака, па јако сум побезобразен и којаш вака на овакви да ме нарекувате секако, па не знам шо. Не бе, со вас треба брутално човек дури и да се заебава. Затоа што сте полжави, бе. Полжави. Вчера го слушам, Геро рече на некоја телевизија, да, вика, ако поразот стане уште поголем за СДС на парламентарните избори, постои можност СДС и да пропадне како партија, да се расформира, но тоа не би било добро за демократијата во Македонија. Ао, како би било добро. Ао, како би било добро. Ни притребал СДС понатака за која демократија, за пак да прави квислиншки дубари, за пак да им подместува на македонците, за пак да го донесе дуи да владее со држава неконтролирано, не знам, 6 години. За таква ли демократија ни е потребен? Не бе, не. Не ни е потребен никако. Ја да сум сега Мицковски и ВМРО, штом да ја на власт, ќе подразмислам на овој мој предлог. Не ни треба таков опонент, не му треба на ниедна, како да кажам, национално ориентирана
и десно ориентирана и традиционално ориентирана партија. Оти тие секогаш ќе ви бидат камчето во чевелот, секогаш тие ќе ве рушат во власт со дубари, во кои што голем удел ќе имаат од надвор и од предавниците внатре, петата колона и овие странските платеници кои што работат тука и се кријат. Имаат формирано партија или здружение или не знам што. Не ви треба, бе. Боле мене помогнете ми, ја да основам партија, ја ќе ви... Знаете каква опозиција ќе ви бидам? Најака! Ама, кога ќе дојам муабет со ова, странци, манци, за државни интереси, јазик, име, овона, ево им га на! Тука ќе си бидеме на иста линија. Свеѓате као албанци вече се. А не ви треба СДС? Мислам се шалам сега ја дека партија мене да ми помогнете да освоам. Не, се заебавам. Него друго ме разбирате што сакам да ви кажам. СДС е штетник за еднината на македонскиот народ. Паразит кој цица од сите и на сите на штета на македонците. Тоа ви е дефиницијата. Така што да, членови на СДС, барајте си ја вината внатре за овој пораз и за овој што ќе следи, значи не се надевајте ни на сон дека на парламентарните избори нешто или на вториот круг председателски нешто као овој таравари гласови ќе отидат на конто на Стево, на Буер ќе отидат на конто на Стево, не знам тука и овој Максим може да не биде тука да не ги предае гласовите на СДС. Слушајте. Тоа нема да се случи, но и да се случи. Знаете како викаат? Овој народ сака да е секојаш со овој со победникот, особено кога менува власт, кога сака да смени власт, кога некоја власт премногу му згазнала на жулјот, што се вика. Па сега ВМРО, благодарение на оваа победа у првиот круг убедлива на Гордана, па сега уште 300.000, уште 200.000 гласови ќе земат у следниот круг. Каков бајрам си правите така на паметот дека може Стево со гласови на албанците, не знам кој. Не бе, не. И затоа оние калкулации дека и што си ги прават и уште што си го лажат членство во овие СДС, изгубивме само една борба. Војната ќе добиеме, ние ќе формираме влада. Како ќе формира тебе влада 100-0 ако ќе изгубите на изборите? Па нема такви американци безобразни што на таков пораз ќе ви помогнат нешто евентуално техничка влада да се формира, па не знам после пак да си Не бе, катастрофално ќе изгубите. 100 пати сум ви го рекол, и пак ви го кажувам. Како што им кажував на луѓе, не знам тоа и на телевизија и тука може сум го кажал, кој што им кажав, не летајте, поготоа на некој од левица што ги сретна. Не летајте. Нема да освоите многу гласови за председателскава кампања. Не летајте. Како што им кажувам, нема да освоите 15 пратеници на парламентарните избори. Се надувавте многу, вештачки се надувавте. Ова им го зборам на луѓе што се левица, што ми се мои блиски од мало, кога ми викаат, ние 15, пратеника 20. Полека, бе. Небитно. И партиите сега треба да мучнете со главите, да промучкате. Овие што се помали веќе опозицијски, ве ги спомна Филевци сите, размислете на која страна ќе се приклоните. Оти веќе нема назад.
А ја ви зборам уште одамна, пружете си рака. Помалиот оди кај поголемиот, ама бил Мицко ваков онаков, не бе. Не. Знаеш што сакаш, знаеш како си позициониран, битни ти се македонските интереси, виде како некој бескрупулозно ги газеше македонските интереси, македонството и македонците изминативе години. Не бе, кидам кај Мицко и ќе му кажам, Мицковски, вие ВМРО компанија, се држиме ли до национална агенда, до строги црвени линии, тоа не интересира. Се држиме, пример ќе ви каже, ај сега да видиме трговија малце, ние што добиваме, од ако бидеме со вас, ако... Но целта треба да биде македонскиот интерес, не колку директори ќе добиете у предпријатија, како што е обично интересот кога се работи за македонското политиканство. Ама вие сега не сте у позиција, па лапајте тендери, лапајте директорски позиции, лапајте министерски заменици, министри заменици ова, но сега е важно да се заштитат националните интереси, да не доаѓаат тука разни шуши европски, да не доаѓаат бугарски политичари и собствениот дом да плюкаат по вас, да мочаат и да серат по нас како македонци. Не бе! Не! Да престане тоа полтронство кон Европската Унија, кон нивниот патрон, што е стациониран овде кај нас. Да покажете дека имате кичма, дека имате сплотеност. А со овие другиве, што ги спомнам, што го јадеа, што ја јадеа краставицава, со нив нема разбирачка. Тука нема да спомнувам нешто обиду, не можеш ти со квислинзи да најдеш заеднички јазик. Верувајте, беа камче во чевелот од секогаш, од кога се формираше независна Македонија, 2001 правеа се да ја загубиме војната, да седнеме на преговарачка маса у Охрид. 2004 овај минира за тоа како беше тоа за кога беше за ова децентрализација, за како се викаше тоа, за општиниве. Заборев сега и турим го. Правеа се секогаш со разни странски шуши агентури, само за да дојдат на власт и да се поселат на својот народ. Со квислинзи нема пружање рука, никогаш нема да ве разберат, никогаш нема да се најдете на иста линија, никогаш, они тоа сега го покажаа. И затоа треба да бидете бескрупулозни. Најдете си нов непријател во македонската политика или опонент. Нов најдете си. Со нив завршете ја приказната. Толку не би тупел повеќе. Но сакав само тоа да им го порачам на сите овие кои што пишуваат небулози и глупости и се надеваат на некаков, не знам, на некакво чудо у вториот круг од председателски избори или на некаков, не знам каков, луд пресврт на парламентарните избори. Нема да го има. Повеќе од јасно е ВМРО ќе си дојде на власт, но да почекаме, да не ја жениме невестава пред време. Само им порачувам на сите македонци да го имаат тоа во предвид, дека кога ќе гласаат на било кој круг нареден или на било кој избори, сега што се парламентарниве, да имаат во предвид дека гласаме да си ја вратиме државата на самите нас, да ја вратиме Македонија кај македонците. Оти ова отиде предалеку. Пресрамно е, препонижувачки е. И ние сме тие кои што треба да ја преземеме одговорноста. Ако мојата генерација заеба целата работа, мојата генерација сега треба да биде малтене во првите редови заедно со помладиве генерации, да го вратиме достоинството што фислинзите ни го згазија изминативе 6 години. Толку.
Одам во Технополис. Тука секоја жена се чувствува како Алиса во земјата на чудата. Обично мажот се остава пред врата, додека одбереме се што ни е потребно за дом. Обично мажот служи за носење, но дури ако не сака да дојде со вас, се што ќе одберете, ќе ви донесат од Технополис до дома. Технополис е единствен во Македонија. Ниту едно друго место, мол, маркет или улица не може да го замени. Прашувате зошто? Затоа што во Технополис сами можете да го одберете вашиот сервис. Едно парче од ова, 2 чини од ова, 3 парчиња од ова и вашиот сервис е готов. Плаќате само она што сте купиле. Не сте врзани да купите цел сервис. Технополис е продавница на чудата. Јас едноставно ги обожувам. Технополис, душата на вашиот дом.